На местото Гумење во неговото родно Крушево вчера беше отворена спомен куќата на прерано загинатиот македонски пејач Тоше Проески. Почитувајќи ги заложбите на нашата музичка икона, владата на Република Македонија и Министерството за култура го изградија ова место во знак на благодарност за сето добро дело кое тој го направи од името на сите граѓани. Членовите на семејството на Тоше, неговите фанови од Балканот, меѓу кои најбројни македонците, државниот и црковниот врв, Гумење вчера стана место кое ги сплоти сите за да го најдат мирот во местото на неговиот спомен. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски посочи дека ретки се луѓето чија животна приказна останува, но приказната на Тоше е нешто што вечно ќе трае. Дел од таа приказна се неговите фотографии кои стојат во секој ќоше на родното Крушево, но и во голем број домови на македонските граѓани надвор од Македонија. Дел од таа приказна е неговата музика, која ќе остане да се пее за секогаш. Дел од таа приказна е неговата хуманост, која ќе остане да се памети за секогаш и ќе биде пример за многумина во иднина. Дел од таа приказна се и манастирот и крстот, кој тој ги замисли, а неговите почитувачи ги изградија. Од денес, оваа приказна за Тоше е збогатена и со неговиот спомен дом. За министерката Елизабета Канчевска-Милевска, секој дел од спомен куќата на Тоше носи своја символика која ќе остане да не подсетува на нашата музичка легенда. Спомен домот ја изразува неговата личност и делата кои тој ни ги остави зад себе. Крстот, символот на верата, лебди на цинилото и немирот од стаклени површини кои ја потенцираат кршливоста на човековиот земен живот. Вечноста на делата на Тоше символично е представена со бетонскиот паспарту како бедем заштитник од времето, а водата, која е дел од пейзажната архитектура на овој проект, е символ на чистината и животот со кој израчеше нашиот Тоше. За граѓаните, неговите најголеми обожаватели, спомен куќата е вреден и значаен спомен на Тоше. Оваа спомен куќа пред се е многу важна, како за Крушево, така и за цела Македонија. Ова е најмалку што може Македонија да направи за Тоше. Значи многу, бидејќи баш би мило ми што се одбрав баш во неговиот град овде се изгради. Значи многу, бидејќи покрај тоа што не е тука присутен, остануваат неговото тело, песните и се тоа што ни остави зад нас. Самото место едноставно смирува и внатре се осеќа неговото присуство, бидејќи се сите негови лични работи внатре. Представува многу тоа и не само за Македонија, туку и за сите земји во кои Тоше представуваше многу. Секој што сака, кога ќе посака, може да дојде да види се за неговиот живот. За значењето на спомен куќата говореше и министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски. Денес е посебен ден за Република Македонија. Ова спомен куќа е само еден мал гест кој што може да се направи за она што Тоше го имаше направено за нас. Жалошно е што Тоше не е меѓу нас, но еве со ова спомен куќа ќе се сеќаваме на неговите дела, на сето она што тој го промовираше, да има мир во светот, да се има духовност. И жалосно е што Тоше не е тука повеќе да ја промовира Македонија, да ја промовира Крушево и да ја промовира македонскиот народ. Спомен куќата се простира на околу 870 метри квадратни во форма на крст. Изградена е од бетон и стакло според проектот на архитектите Дејан Секуловски и Дејан Спасеновски во соработка со Илија Божиновски. Во централниот дел на објектот има молитвеник и верски предмети што ги поседувал Тоше и неколку негови запишани размислувања за вербата, љубовта, семејството, пријателството. На неколку инфоточки осетливи на допир ќе може да се добијат информации за Тоше. По должината е изграден зид на кој ќе може да се остават пораки и впечатоци. Визурата на објектот, крстот како символ и главен мотив, но ќе е посебно нагласена со осветлувањето. Објектот има кафетерија, сувенирница со реплики од предметите на Тоше, висински платформи со панорамски поглед на Крушево, хортикултурно уреден простор околу, парк со цреша и амфитеатар за собир и одмор на посетителите.